Кратко траеше комисиската седница на која требаше, но не беа предложени тројца кандидати за уставни судии. На крај, пратениците ја прескокнаа точката. Гледаме дека се уште власта тактизира и не може да излезе со правилни имења. Пак е само дневна шпекулација, дневно политичка игра која што нема никаква врска со реалноста. 3 месеци подоцна, се уште нема кандидати за уставни судии, па Уставниот суд работи со состав кој е за 1/3 помал од предвидениот. А тоа нема да се смени пред завршувањето на локалните избори. Сепак сметам дека е несериозно да 3 месеци не се изберат уставни судии. 360 степени доби потврда дека додека во јавноста се шпекулираше со имења на можните кандидати за уставни судии. Информации за процесот побарала Американската амбасада во Скопје. Дали дописот испратен до надлежната собраниска комисија е причината што ги пишманила пратениците? Уставниот суд го сочинуваат 9 судии кои имаат мандат од 9 години. Кога последен пат имаше полн состав, него го сочинуваа Добрила Кацарска, избрана лани, Насер Ајдари, Осман Кадрију, Дарко Костадиновски, избрани во 2018 година, Вангелина Маркудова, избрана во 2013, Јован Јосифовски, Сали Мурати, Никола Ивановски, Елена Гошева, сите избрани во 2012 година. При крајот на летото, мандатот им истече на Гошева, Ивановски и Мурати. По заминувањето на тројца судии, Уставниот суд веќе неколку месеци работи со 2/3 од капацитетот. Меѓу другото, тоа значи дека судиите треба да бидат речиси едногласни, бидејќи одлуките ги носат со мнозинство од вкупниот број судии. Нашите одлуки кои што ги носиме се легитимни, бидејќи потребниот број на гласови ги добиле тие одлуки. Освен тоа, со задоволство можам да кажам дека речиси сите одлуки што биле на седница поминале. Меѓутоа, треба да се има во предвид фактот дека друго е кога дискутираат 9 судии за некои предмети и впрочем за сите предмети, не само за некои, а друго е кога дискутираат само 6 судии. Намаса пред Уставниот суд во моментов чекаат и големи предмети, како указите за Преспанскиот договор и законот за употреба на јазиците. Но поради застојот во изборот на нови судии, паднала едногласна одлука за вакви значајни прашања да се одлучува откако судот ќе се екипира целосно. Ние можеме да ги поминеме на седница, но ако не добијат потребен број гласови тие одлуки, во тој случај останува во фаза на гласање рефератот. Кога ќе дојдат новите судии, тие го губат правото да дискутираат, а се должни да гласаат, што е исто така проблем. И конечно, можеби ние имаме едно размислување и еден став за некои предмети, а некој од оние судии кои што треба да дојдат, ќе успее да не убеди со негова дискусија дека можеби ние грешиме, дека неговиот став е поинаков и исправен. Значи, затоа велам, многу е битно колку може побрзо да се комплетира Уставниот суд. Сите уставни судии ги избира собранието. Некои, како например Кацарска, ги предлага судскиот совет. Некои ги предлага председателот на државата. А судиите што сега се чека да се изберат, треба да бидат предлог на Собраниската комисија за изборите и именувањата. Откако имињата ќе добијат зелено светло на матична комисија, треба да добијат и најмалку 61 глас на пленарна седница на парламентот. При единствениот обид да се отвори темата во собранието во јуни, пратениците не стигнаа да номинираат конкретни имиња, бидејќи точката беше одложена. Опозицијата негодуваше, откако се расширија шпекулации дека меѓу кандидатите за уставни судии се поранешната пратеничка од СДСМ и актуелен генерален секретар на собранието, Цветанка Иванова, и битолскиот адвокат Васко Талевски, кој има минато во раководните структури на владеачкиот СДСМ. Ова би представувало не само партизација, туку и заевизација на Уставниот суд.
Може би колегите ќе предложат и вас за уставен судија и Гордана Селјановска, но тоа не може да знае. Во разговор за 360 степени, Иванова вели дека досега не разговарала за нејзина кандидатура со ниту еден пратеник, додека адвокатот Талевски тврди дека имало неформални разговори, како што вели, на база на шпекулации. Случајно или не, токму во периодот кога се шпекулираше дека тие ќе бидат кандидати за уставни судии, информации за процесот побарала Американската амбасада во Скопје. Сознанијата на 360 степени се дека правен советник од амбасадата испратил писмо до председателот на надлежната собраниска комисија, Костадин Костадинов. Амбасадата потврди дека има допис, но не ја откри содржината. Често се ангажираме, соработуваме со сите нивоа на власта за широк спектар на прашања од заеднички интерес. Беше одговорот од амбасадата на нашето прашање за дообјаснување на целта на писмото. Што пишувало во писмото и дали тоа е вистинската причина за одлагањето на номинацијата на кандидати, се обидовме да го прашаме токму Костадин Костадинов. Пратеникот на СДСМ ги игнорираше нашите повици и пораки. Не го сретнавме ниту на првиот работен ден на собранието по летните одмори, а неговото столче остана празно и на првата собраниска седница. Јас сум заменик председател на комисијата, заменик на председателот Коста Костадинов. До мене и немам информација и дека до председателот на комисијата има било какво писмо од некои советници, не знам, правник, како ги кажевте. На прашањето дали Иванова и Талевски се добри кандидати за уставни судии, Митрески не одговори директно, туку истакна дека имињата биле шпекулација. Јас можам да кажам за тие што ги познавам. Секако како кандидат може да зборувам и за Цветанка Цветанка Иванова како еден од поквалитетните правници. Меѓутоа, сето тоа што вие го кажувате, и јас сум го читал од медиуми, а нема ништо официјално како некаков предлог од пратеник кој што стигнал до мене како координатор на пратеничка група. И се мислам дека и спомнувањето на незиното име или на други имиња кои што се вртеа по медиуми во јавноста, мислам дека само е чиста шпекулација. Ставот на Митрески е дека номинацијата во јуни е одложена поради ВМРО ДПМН и дека за продолжување на процесот се чека опозицијата да утврди своји кандидати. Бидејќи до распишување на локалните избори не добиле абер дека се спремни за дебата, изборот на судии сега е во мирување. Од ВМРО ДПМН пак не откриваат дали ќе излезат со своји кандидати, ама истовремено очекуваат претходен договор меѓу сите партии. Планот на ВМРО ДПМН не е битен затоа што владачкото мнозинство ја закажува комисијата. Дали ќе обструирате повторно работата од аспект да побарате през? Сето тоа е релативно затоа што навистина би сакале врз основа на она што ќе одоговориме претходно да се одвива и текот на седницата. Доколку повторно има обид нешто на мала врата или далеко од очите на јавноста се помине, ќе бараме начин за сето тоа да го прикажеме на јавност. Зошто не дадовте шанса на процесот да ги чуете барем предлог кандидатите, па потоа да... Јас се чудам и на владачката мнозинство во собранието, кој веќе решило да ја турка на сила целата таа работа, што не продолжи со седницата. Очигледно заглавени во начинот на избор, кој што сакаа да помине во тајност, а ја прекинаа седницата и еве гледаме дека нема се уште продолжение на истата таа седница. Додека трае собраниската сага за тоа која одолговлекува седницата и го киднапирал Уставниот суд, институцијата може да остане без уште еден судија. Јован Јосифовски е избран за судија во декември 2012 година и неговиот мандат завршува во јануари 2022 година. Ако до тогаш не се изберат судии, Уставниот суд нема да може да одлучува за прашања за кои е потребно двотретинско мнозинство, бидејќи тоа подразбира барем 6 судии. Но и неминовниот избор носи ризици, вели доцентот по уставно право и политички систем Денис Прешова. Што значи дека веќе ќе имаме 5 уставни судии кои ќе бидат избрани за релативно кус временски период, што ќе го сочинови новото мнозинство во рамките на Уставниот суд, пошто ќе следи една пауза од 7 години во која нема, доколку се разбира, пред време не заврши нечи мандат или престане, нема да имаме никаков избор на уставни суди. И ќе биде бетонирана позицијата на Уставниот суд, односно мнозинството во Уставниот суд, во чиј избор ќе доминира една политичка гарнитура, што не сметам дека е баш најпожелна ситуација во однос на
прашањето поврзани со уставност и законитоста во државата. Според Прешова, обструкциите во парламентот се последица на отсуството на правна регулатива. Смета дека мора да се донесе посебен закон за Уставниот суд, со кој меѓу другото би се прецизирале и критериумите за избор на судиите, кои се од редот на така наречени истакнати правници. Во пракса, смета Прешова, овој термин остава простор за манипулации. Постои несоодветна и недоречена правна рамка и воедно извитоперена пракса во нашиот систем. За жал, редовно се оставаат овие прашања до последен момент да бидат разрешени и тогаш завршуваме со најчесто избрзани решенија или без никакви решенија односно овие проблеми, односно решавањето на проблемот се остава за некои подобри времиња и по соодветна политичка клима која никако да дојде во однос на Уставниот суд. Барањата за законско решение или решенија кои би биле значајна реформа на уставното судство не се нови. Не е нова и неподготвеноста на законодавната и извршната власт суштински да се впуштат во таков процес. Во такви околности, сигурно е дека и новите уставни судии ќе бидат избрани по актуелните правила. Само избор на неспорни и истакнати правници може да биде почеток на подобрување на сликата и капацитетот на Уставниот суд.